пилешко не е редовен оброк по дома. Сите знаеме дека тоа мора да се најде на нашите трпези најмалку 2-3 пати во неделата или можеби помалку го конзумирате, не знам. Пилешкото е диетална храна, многу полесен протеин и едноставно имам безброј начини како да се подготви. Денес решив да ви покажам еден начин како може да подготвите пилешки стек. Пилешкиот стек е најпосното месо од кокошката и секогаш многу лесно може да се подготви од напред за да направите нешто друго, односно да му дадете една друга димензија. Јас денеска сварив пилешки стекови, а може да искористите и печени. Печени мислам дека и подобро ќе одговараат во целиот рецепт заради тоа што самиот вкус на печеното, на ререната ќе даде една поинаква димензија на ова што денеска сакам да го направам. Ќе го наречам дека е малку поздрав оброк, бидејќи користиме убави зеленчуци како полнење во нешто што ќе го направам како пита. Нема да биде класична пита која е во форма на тарт или вртена пита, него туку сакав да направам да ги скомбинирам оние техники за правење на пита од јаболко, односно правење на тесто со помош на студен путер, а полнењето да ми биде нешто што би било ручек и оброк. На тој начин ќе може да си пресечете парче, целото тесто да ви биде одоздола, одозгора да имате убаво фино полнење миризливо и да биде прекрасен оброк за вашето семејство. Најпрви ќе го направиме тестото. Тестото се прави без пeciво, без квасец, односно правите тесто како за онаа пита од јаболка која се прави со пржено или варено полнење, односно во брашното додавате студен путер. Путерот треба да ви биде ладен од фрижидер и треба да го исечете на коцки. Каде сме опримија со практични малецки даски кои се нелепливи и имам 3-4 во целиот сет и баш се згодни за вакви рецепти, заради тоа што не мора да ја миете таа големата дрвена даска. Имам путер кој стоел во фрижидер и ќе го исачкам на коцки. Во суштина, секоја парченце треба да биде колку зрно грашак. Ова е важно заради тоа што кога ќе го месите, многу полесно ќе може да го истриете низ прстите и секој грашаче путер да го облеете со брашна. Значи ќе го насечкам путерот, доколку е од фрижидер, тоа многу лесно ќе го направи, иако моите светла тука, мислам дека малци го стоплиле. Но ќе се потрудиме да биде совршено направено. Коцки, прво на плочки. Не мора тоа да биде нешто посебно фино. Ќе ги насечкаме уште на помали коцки. Еве каква. Значи, ова е димензијата која ја барате, буквално како грашоче, заради тоа што кога ќе ја ставиме во брашното, тоа е лесно да се протрие низ прстите и да може да направите убаво тесто за пита. Ги обожавам овие теста за пита, ги правам во најразлични варијанти. Кога правам благо, знам внатре да ставам неочекувани додатоци како трошки, не знам, чоколадни кои потоа ќе се стопат во печењето, а денеска ќе ставам чедар во ова тесто за пита од пилешко месо, заради тоа што мислам дека и самото тесто ќе биде едно совршено изненадување. Знам дека изгледа како неред, но не треба да бидат тоа совршени коцки, туку само треба да бидат сигурни да бидете дека се малецки парченца, префрлете ги во брашното. Значи употребив скоро цел путер, заради тоа што ви треба да направите убава подлога, која ќе го прими целото полнење кој ќе го ставиме. Питите, односно тестото за пита, се прави секогаш со грчладна вода, односно вода во која има коцки мраз. Јас користам 8 лажици вода и ставам 3 до 4 коцки мраз. Меѓутоа не ја ставам целата вода внатре, туку на почетокот прво пробувам да го протријам тестото со путерот со брашното, а потоа малку по малку додавам вода за да ми се направи конзистенцијата на тестото, она која баш ја очекувам. Треба да имате многу тврдо тесто, односно како бисквит тесто. Така да прво ќе почнете да го протривате путерот во брашното. И знам дека ова може да изгледа досадно, но вреди за секоја секунда која ќе му ја посветите.
путерот внатре, овие путер теста се баш интересни на вкус, заради тоа што не бараат апсолутно ништо за подигнување, ниту квасец, ниту петиво. Самиот путер внатре, кога е студен, може да се спротистави на топлината на рерната и глутенот, односно таа глутенска решетка внатре прва се активира, ја прави таа крцкавост на тестото, а потоа путерот внатре, како на лиснатото тесто, прави мали џепчиња, мали меурчиња и имате една перфектна, мислам дека перфектна кора која може да ја направите во најразлични варијанти, солени или благи. Ќе треба буквално да го растрошкате целото тесто, не очекувајте векна на почетокот. Само убаво погрижете се секоја од коцкичките путер што ја ставивте да биде убаво притисната во брашното. Еве гледате, веќе кога почнувате да го работите, веќе се составува. Тогаш ни треба, ќе го заборавев неговото височество чедарот, една шолја чедар. Размесете го во тестото. Тоа ќе биде една сензација, чедарот се топи. Па кога ќе закрцка доздола од плехот. Баш една феноменална комбинација. Водата, значи малку по малку. И цело време обработувајте го, стискајте силно со раката, за да значи готово е кога ќе можете да го притиснете, да се одлепи тестото од раката, а да се формира вид на векна. Тогаш ви е готово путер тестото. Сега ова е моето едно парче каде што стави вода, ама треба целосно да биде обработено, односно целото брашно кое го ставивте. Не се грижете и како пам да никоја коцка мраз. Таму ќе се појави убаво меурче. И оно што е исто така важно, доколку не успеете да го направите за пократко време тестото, ставете го малце во фрижидер, заради тоа што топлината на раката, путерот веќе се оладува и нема да може, оно што го кажавме претходно, да се спротистави на топлината на рерната, за да биде убаво и крцкаво бисквит тесто. Нека уште малку ми фали. Сега веќе ќе биде убаво составено. Кога целосно ќе ја соберете количината, префрлете го на даска за месење и обработете го кратко, односно само додека не го составите, односно не ги соберете сите грчиња. Ова е густината на тестото и како тоа треба да изгледа. Ќе го ставам едно 7-8 минути во фрижидер за да се повторно да се стегне путерот, а за тоа време ќе го подготвам полнењето. Додека тестото малку ни се одмара, значи секогаш секое тесто мора да го одморите за да биде тоа совршено направено и да се формираат сите тие химиски процеси внатре, ќе го направиме полнењето. Денес за ова полнење јас го избрав ова како полнење, вие може да изберете нешто друго што ви се допаѓа доколку не конзумирате некоја од состојките која јас сакам да ја употребам. Имам веќе сварени пилешки стекови, ќе ставам малку блитва заради тоа што ми треба таа зелено и убаво сочна состојка во целиот сос. Ќе ставам брокула, печурки, морков, односно ќе направам една убава манџа, не манџа, него така некако како селско месо би му дошло со зеленчук, потоа ќе му направиме убава подлога од питата и цела ќе ја испечеме. Секоја убава манџа почнува со кромит. Ќе ја правам во вок, не дека треба, него
Го обожавам новиот вок на карес кој го добив и мислам дека баш е многу практичен за да можете да ги направите сите овие рецепти кои бараат само една тава. Кромидот на коцки. Секако ништо без убаво и квалитетно маслиново масло. Моето е брилијант. Витаминка секогаш се грижи да имам доволно различни масла и избор на состојки со кои можам да ги направам моите рецепти многу повкусни. Ќе го ставиме кромидот. Внимавајте кога користите вок тава. Таа е направена обично од многу тенко железо, тенок метал, и тоа може да подразбира дека брзо ќе се загрее и може брзо да ви изгори храната. Бидејќи за овој рецепт не ми е потребна висока температура, јас мојот вок го греам на најниската температура. Го правам во вокот затоа што има многу повеќе состојки, а вокот еднакво се загрева на страниците. Доколку немате, слободно употребете или купете си, или без вок во денешно време. Мислам дека не треба да функционираме. Вокот е баш еден елемент на модерното готвење, брзо и дури ги прави поздрави оброците заради тоа што вокот пржи или готви брзо на кратки интервали, така да тоа ви гарантира дека храната ќе биде повеќе, ќе ги задржи своите состојки, односно нема да биде долго термички обработена. Јас морковот го сакам на крупчиња, ќе ги сенчкам тенки крупчињата, затоа што сакам да се појави како декорација, едниот избега, не сака да оди во манџата. Ќе го вратиме. Го сакам да се појави и како текстура, но и како боја, затоа не го сечкам ситно, но и сечкајте го доволно тенко за да, бидејќи на морковот знаете дека му треба повеќе време да се подготви, иако јас сакам таа крцкавост и многу повеќе сакам да го конзумирам кога е помалку сварен отколку повеќе сварен. Иначе не знам дали сте знаеле, уведен факт кој сакам да го споделам со вас. Морковот, доколку сакате да го конзумирате, односно да му ги уживате сите лековити својства, целото е бета-каротен, најдобро е да се конзумира сварен. Значи баш е мит дека доколку конзумираме жива храна, тоа не мислам, тоа важи за некои храни, меѓутоа морковот повеќе ги користите лековитите својства доколку го активирате, односно термички го обработите, така вашето тело ќе може да го искористи сето она што морковот го содржи во себе. Имам и тука уште малку ќе додадам. Нека се пржи на ниска температура. Следно што ќе додадам се печурки, имам обични шампиньони, ќе ги сечкам на листови, заради тоа што тие ќе ја намалат својата димензија. Може би дршките ќе ги отстранам, малку ми се посуви. Ќе намалат својата димензија, печурките се сунгирасти и во себе ќе ги впијат сите вкусови и сокови кои ќе ги додадеме во целото полнење и се еден апсолутен додаток секогаш кога сакате да внесете екстра протеин или можеби сакате, јас ги обожавам во сите варијанти, ама навистина во сите варијанти, печурка ми е една од основната храна по дома. Така да немој да се лутите ако често ги употребувам, бидејќи навистина често ги употребувам во мојата кујна. Кога ќе ги ставите печурките, очекувајте да истече малку вода. Печурките во својот состав имаат многу вода. А за да им помогнете да ја истиснат целата вода, да ја примат целата ароматизирана течност која ќе ја додадете, секогаш додадете малку сол. Солта ја истиснува водата од секој овоше и зеленчук, односно и помага да ја искушти водата за да може да се пропржат. Не знам дали сум ви кажала, ама ете, убаво е да повториме. Немој никогаш да ги миете печурките, бидејќи печурките за многу краток период може да се нацицаат вода, односно да се напијат вода, па потоа да имате блуткави и тегави печурки. Печурките секогаш кога ќе ги земете, исчистете ги убаво со четка пред да ги употребувате, односно да го трнете композитот од нив, а немој да ги миете под чешма. Ниједна печурка не се мие под вода. Само малку промешајте. Следно што ќе додадам е брокула. Имам тука некоја парче, мислам дека
Ова би требало да е отприлика 150-200 грама цветчиња. Ќе ги искршам, ќе ги додадам. Помали, не бојте многу големи, заради тоа што ќе имате пита и сакате таа убаво да изгледа и сите состојки кои ќе ги ставите внатре да бидат баш украсни. Пилешкото месо, него додадов на почетокот, заради тоа што пилешкото месо ми е однапред сварено, готово е, сакав сите зеленчуци да испуштат од својот вкус, па потоа да го ароматизираат, меѓутоа ми фали малку масло. Брилијант секако. На оваа количина. Пилешкото на коцки. 2 пилешки стека се доволно. Секогаш кога сечете месо, само свртете обратно даската пред да го обработувате останатиот зеленчук, бидејќи месото на својата површина содржи добри бактерии или кои тие му помагаат на месото, меѓутоа во допир со зеленчукот може да го контаминираат. Така да секогаш кога обработувате месо, само свртете ја даската пред да ја измиете, бидете практични. Имам една китка блитва. Ќе исечам во ролна и ќе ја направам на тенки конци, затоа што сакам да ми се појави како нишка во целото полнење. Од кога се ќе видите колкава е количината, посолете. Ставете, не знам, јас ќе ставам сега еден баш убав прстопак сол, тоа би можело да биде половина лажичка. Секако дафинка, за да ги подобри вкусовите. Знаете дека дафинка ги подобрува вкусовите, содржи многу сушен зеленчук, коранан магдонос кој го интензивира вкусот на секое јадење. Ставете една лажичка. Бибер. Секако на витаминка, значи целата палета на зачини на витаминка, може да ја видите во мојата кујна. Секогаш се цука да ми помогнат да создавам различни идеи и вкусови. Имам едно чешна лук, намерно не го ставив на почетокот, затоа што не сакам да ми биде доминантен, туку сакам да ми биде само да ми се провее како нишка на крајот во супата која ќе ја додадам, ќе го изгмечам. Секако. Пред некој ден за мојата многу се израдував од оние нели сите гледачи кои не следат, некогаш некој се охрабрува да ни пише, па нашата гледачка Надја ми пиша дека од кога ја видела мојата алатка на карес, ја купила за нејзината ќерка која е со церебрална парализа и алатката ѝ помогнала да ја развие фината моторика и дополнително подобро да се снаоѓа во кујна. Тоа значи дизајнот можеби е и disability friendly, така да секогаш се радувам кога ќе слушнам таков податок. Кога веќе ќе видите дека целата количина се пропржила, ќе ги ставиме зачините. Единствен зачин кој ќе го користам покрај сол, бибер и дафинка, кои се стандардни во секое јадење, ќе ставам мајаран. Мајаранот мислам дека одлично одговара во целата оваа комбинација, доколку не ви се допаѓа, бидејќи има малку поинтензивен вкус, слободно може да ставите во оваа цела комбинација само сушен магдонос и да ги оставите автентичните вкусови на зеленчуците. Имам една шолја пилешка супа, ќе ја ставам за да направи убав сос.
и тука имам густин и брашно. Ќе ги употребам двете, заради тоа што брашното ми треба за да ми го направи вкусот на сосот да биде малку налик чорба, заради тоа што ми треба таа густина, таа нишка, дека внатре е нешто кое има суштински го менува вкусот на чорбата, а густинот ми треба за во текот на печењето комплетно да ја згустне целата таа и да ја направи пожелатинска целиот сос кој го ставивме внатре, кој ќе го испушти зеленчокот или кој ќе го направи супата и нема да ја растори питата при печењето. Прво ќе го ставам брашното, малку ќе го растворам со водичка за да не ми направи грудки. Само колку да нема грудки. Не е запршка, така да не го пржете брашното, туку само е буквално зачин во овој рецепт. Ви треба да направи убава потешка текстура на полнењето. И густинот, истата процедура, малку вода. И ќе го ставиме густинот. Од кога ќе му дадете 5 минути, не повеќе, да се спојат сите состојки, тргнете го на страна и малку подизладете го. За тоа време расукајте акурата за пита како што ќе направиме ние, за да не го ставите директно врело полнењето, се сеќавате дека ставивме путер и тој путер треба да се спротивстави на топлината на рерната. Заради тоа ви е потребно полнењето веќе да ја има малку намалено својата температура, значи одморете го 15-20 минути пред да го ставите на кората од која направивме со чедар, со путер, со брашно, со се што ставивме внатре. Сега ќе ви ја покажам процедурата. Тестото го одмори во фрижидер, го извадив и го растегнав. Не знам дали може да забележите, дебелината е отприлика 5 мм. Не се грижете ако страниците не ви се во совршен круг, не ни мора да бидат во совршен круг. И се сакав да ви покажам дека овој оброк може, не мора да го правите во пита. Имам огноотпорни садови. Ќе земам една лажица, бидејќи направив повеќе полнење. Само ставете го во огноотпорен сад. Делче. Капнете нека капка масло за дополнително да му помогнете во пражењето. И ставете малку пармезан за да имате убава запечена кора. И ова ви е еден оброк. Ако немате време да направите, не знам, пита, може би или тесто за пита, можете само вака целиот рецепт да го направите превкусен, ви ветувам. Питата, односно тестото за пита, ќе го префрлам на една тепсија за печење. Мислам дека можам добро да ја ставаме така. И на средина ќе го додадам моето полнење. Го одморив, малку се излади. Распределете го на средина, направете кружна пита, оставете по околу 10 см од страните,
заради тоа што сега ќе го затвориме во форма на плик, убаво притиснете. Гледате дека кога го ставивме густинот, значи се направи како леплив сос, а сосот ви е потребен за да ви биде сочна питата. Во спротивно ќе имате така по неубав прилог. Направете писмо, буквално затворете го од сите страни. И средината ставите пармезан, за да ја затворите, да закрцкате и да направите една совршена димензија на рецептот. Оди во рерна, од прилика 15 минути, односно ќе видите дека е готова кога целата кора ќе биде веќе совршено испечена, ќе има некаде подгоренки делчиња и тогаш ќе биде спремна за конзумирање. Питата е готова. Гледате дека е готова кога веќе има добиена убава златно жолта боја со некај малку карамеласти нијанси, односно тоа е чедерот кој веќе е растопен внатре. Целото полнење е заробено, односно се што ставивме како фил ке го наречам од пилешкото, брокулата, блитва, се сеќавате печурки, се што ставивме е внатре заробено со пармезанот кој го ставивме. Односно изглумивме целосна пита. Дополнително ќе сакам да ви покажам како изгледаат овие селско месо ако сакате да се направите. Апсолутно може да биде оброк. И на крај морам да ви покажам како изгледа питата. Очекувајте бисквит тесто, значи немој да очекувате меко како вид на погача, туку баш бисквит тесто. Не ви треба леп, може би нека добра салата заедно со овој оброк. И сакам да ја расечам само да видите какво мноштво на бои има внатре. И сега да ја пробам, бидејќи една од моите омилени пити, ќе ја потргнам малце на страна. Еве, не знам дали може да видите, тука се морковите, кои ви кажа дека ги ставам во кругчиња како украс и убавото меко полнење. Мислам дека се уште е топла, но веќе изгубив и осет на топло од пробување на жешки работи. Феноменално. Прав оброк за цело семејство. Не верувам дека ќе има човек на кого нема да му се допадне. Чедерот прво ве удира, заедно со путерастото тесто, го имате вкусот на лепче, а внатре ве изненадува полнењето кое е повеќе на манџа, односно на нешто што би го јаделе како оброк. Комотно може да биде ручек и тоа е тоа за денес. Се надевам дека ви се допадна и начинот на кој го подготвивме. Испратете ни слики доколку се одлучите да го подготвите и вие или направете други варијанти. Исто добро би било, не знам дали се сеќавате на оние палачинки кои ги правев со помош на спанек, може да го боите тестото ако сакате да направите празнична пита и да направите црвено или зелено тесто, потребивме внатре блитва. А ние се гледаме во некој од следните епизоди, готвиме со Маја. Би сакала да им се заблагодарам на нашите спонзори Витаминка, Пакет МК, Горење и Карес, кои секој ден ни даваат најразлични инспирации да создаваме убави идеи и рецепти. Останете ми добро.